Добар ден. Вторнично издание на отвореното студио на Еден телевизија, а во него денеска ќе гледате. Се надевам дека Форшпанот ќе го подготви режијата за да направиме мала провокација, а потоа со гостинот во студиото. Амнестија за криминалци и насилници. Политички театар за суспендирање на судството и правдата. Ќе останеме ли без најбараните информатичари? Колку имаат плата и каде одат? Државата ќе ги отплатува долговите на расипничките градоначалници. Кој од нив ќе одговара? Шахмат за Македонија. Како и кој игра на таблите на древната игра? Денеска во Студио 1. Добар ден за оние што од овој момент ќе почнат да следат 8-часовно издание на отвореното студио. Со задоволство го најавува мојот прв денешен гостин, велемајсторот Драголюб Јачимовиќ, човекот кој ја водеше шаховската екипа на Алкалоид на клубското европски куп. Добар ден и благодарам што дојдовте. Кога се чувме како да не бевте задоволни од пласманот, иако шаховскиот клуб Алкалоид перманентно, речиси една декада е во врвот на европскиот клубски шах. Добар ден, пред се благодарам на поканата. Секако дека компанијата, клубот, играчите во клубот, управа, на некој начин помалку бевме разочарани, не премногу, меѓутоа кога сте така високо рангирани, која имате така добра екипа, која што еднаш веќе покажа дека може да го достигне врвот, пошто еднаш веќе бевме европски прваци, тогаш се под тоа е едно мало разочарување. Впрочем и нашиот спонзор и екипата и компанијата на Алкалоид поставиле малку, не малку, него малку повише висока листвица за постигнување на резултати, така да ние сме едноставно навикнати и стално сме со тоа мото да идеме до крај, до врвот и да успееме во тоа што се очекува. Бевте европски прваци. Зошто мислите дека ако сте во првата десетка е неуспех? Па ние сме сепак мала средина со оглед на фактот дека шахот е една древна игра и за македонски прилики се уште во повој на својот развој. Се е тоа точно. Меѓутоа, знаете како, ја мислам дека треба да помине тоа време, ние сме една мала средина, една мала шаховска средина, ние сме све нешто што не мора да биде во самиот врв. А зашто и да не се биде во врв? Ако еднаш сте биле први, ако имате така добра екипа, ако сме одлично организирани и ако имаме добар грб за себе, самата компанија ни дава ветер во грб едно 40 години веќе, ред е да се одужиме на таа компанија, на тој спонзор, на оваа држава и на сите оние што го сакаат шахот во Македонија. Се вас ме прашувам лично и како шахист и како шеф на оваа екипа, што во овој момент беше, кој дел од резултатската игра на шах таблите беше клучен затоа што се работеше за плюс-минус 1 поен, наместо да бидете трети или први, станавте меѓу 7 и меѓу 6 и 9 место. Не, бевме помеѓу трето и шесто место. Меѓу трето и шесто, да. Ние го делевме тоа местото што носи медаља. Меѓутоа, ќе ви одземе едно пар секунди пред се, рековте во самата најава као шеф на екипата. Пред се тука еден цел тим. Морам да кажам дека менаџерот на екипата Никола Димовски исто беше тука, заедно ја водевме екипата, председателот на клубот, шефот на компанијата, односно управителот на компанијата и веќе неколку години условите за играчите се феноменални. Све е поставено како што треба. Може би делува малку како фраза, меѓутоа, верувајте, тоа беше стварно и на вистина една мала спортска несреќа во предпоследното коло на Европскиот клубски куп, каде што во 2-3 позиции, каде што можевме да очекуваме полн поен победа, со самото тоа и добивање на мечот и практично во последно коло 90% го освоивме првото место, се случи нешто неверојатно. Сите партија завршија реми, една изгубивме и практично не дојдовме во шанса да играме за прво место. Човекот што играше кај нас на прва табла, играчот на првата табла,
Иако имаше со светскиот првак добиена позиција, нешто се случи, партијата заврши реми, меѓутоа не можете да го обвинувате игра со светски првак. Тој е број 1. Има златна медаља на своја табла на Европски клубски куп. Тоа е едноставно се случува. Некои лоши и некои добри работи некогаш се случуваат без наше влијание на нив. Шаховскиот клуб Алкалоид има перманентен однос кон ангажирање на светската шаховска елита за овој тип на надпревари. Дали е тоа пракса? Дали и во шахот станува тоа што сега е светски тренд? Големите звезди меѓународни да играат по знамето на еден клуб. Знаете што самиот спорт на некој начин станал бизнис. Врвните играчи, без врвните играчи во светот, дали е тоа во некој друг спорт, дали е во шах, практично не може да се постигнат врвни резултати. Не е тоа некое време од пред 20 години, каде што ние со нашиот талент, нашата посветеност и нашата желба успеавме да направиме некој резултат кој што заслужува внимание. Денеска шахот стана не по-популарен, него по-масовен, например, од тенис. Луѓето играат по целиот свет и едноставно ако сакате врвни резултати, тогаш треба да ја поседувате и врвни играчи. Нашиот клуб трета година поред, односно трета до четврта, можам да кажам, затоа што сите овие играчи не беа ангажирани сите 4 години, ги ангажира најдобрите, меѓу првите 100 во светот. Тоа се све играчи преку 2700 рейтинг поени, кој што е енормно висок, тоа се као некои супер велемајстори практично. И ние добро ги укомпониравме, кај нас играат луѓе од 4 земји, значи од Македонија од уште 3 земји, така да мислам дека Азербејџан? Не, Кина, Украина и Русија и двајца наши играчи. Имаме формација 4 пати по 2, од секоја држава по двајца. Тоа се покажа еднаш одлично, втор пат се покажа добро, третиот пат можеше боле, се надевам дека следниот пат повторно ќе дојдеме таму кај што ни е местото. Денове малку ги прегледував овие новитети околу рейтинг листите на шаховските великани. Едно време русите доминираа. Сега ги нема меѓу првите 10. Тоа затоа што дел од нив се натурализирани или заради тоа што делот од шаховската игра, например, се преместува од Индија кон Кина, Норвешка и така натаму? Помалку сте во право, има од се по нешто. Што значи тоа? Тоа значи дека некојаш русите биле доминантни затоа што најмногу руси играле шах, најмногу време посветувале, шаховски школи руски постоеле и шахот бил најмногу ценет. Денеска ви реков на самиот почеток дека е ова време на бизнис. Ако добро се заработува, а не заработуваат баш сите добро од шахот, меѓутоа ако добро се заработува, тогаш имате мотив, имате желба, имате за тие луѓе шахот не е само игра. Тоа е работа, од тоа живеат. Во Русија у први 10 дали имате еден играч моментално меѓу први 10. Значи отиде тежиштето малку се префрли. Више не е само Русија, светот е глобализиран, тука е и Кина, многу американци кои што не се американци, меѓутоа играат за Америка. Азербејџанци се тука, светскиот првак е норвежанец. Сега некој да ви каже пред 15 години дека светски првак ќе биде од Норвешка, ќе го погледнете онака малку зачудено, меѓутоа времењата се менуваат. Како што многумина беа изненадени кога руската империјална шаховска елита беше урната од индиецот, младиот индиец Ананд или како Да, Ананд. Кој на овој начин создаде некоја револуција во разбивање на монополот. Господин Јачимовиќ, колку велемајстори има Македонија? Македонија има 7 велемајстора, да. Ако ги бројам играчите кои што не се домицилно од Македонија, него се надвор од Македонија, пошто пред 10 на 12 години еден играч од Бугарија зема наше државјанство, премина на наша рейтинг листа, така да и он се води сега како македонски велемајстор, меѓутоа основата е 7 велемајстора кои што ги имаме ние, што би се кажало она наши луѓе од тука. Па тоа по бројот на населението не е така мал број. Не, тоа е одлична бројка, меѓутоа работата е што има тука еден мал проблем. Сепак се тоа луѓе кои што се веќе преку 40-50 години.
Тоа се све оние играчи кои што влечат шаховски корени, шаховска игра, стилна игра, гледање на шахот од бивша Југославија. Така да, тоа е еден мал проблем. Немаме подмладок, некој кој што ќе донесе свежа крв. Пред да се вратиме на перспективата на шахот, особено создавањето на подмладоци и на одредена енергија кон младата генерација, зашто шахот развива своји умствени, комбинаторски способности така натаму. Што значи да се живее професионално од шахот? Како и тенисерите на турнири, на награди, на симултанки и така натаму? Од прилика така. Меѓутоа, со шахот немојте да помислите дека навивам ја за шахот или дека гледам малку построго. Во шахот е тоа малку потешко. Пред се, затоа што практично работите нон-стоп на 120% кога играте шах. Друго, кога идете на турнири, ако идете да заработите, вие морате да го одиграте турнирот до крај. Во тенис може да се загуби прво, второ, пето коло, ги кратите трошковите и идете дома. Овде не постоите, овде се игра до крај. Значи трошковите се поголеми, али и тоа не е битно. Битно е што наградите се неспоредливо помали. Неспоредливо помали. Треба да освоите не знам колку опена, најсилни опени на планетата, и пак нема тоа да биде еквивалент, например, на еден, да не збориме Вимблдон или Ролан Гарос или што ја знам. А инаку сметам дека индивидуалните спортови се суштински потешки од екипни спортови, каде што повише луѓе играат и така. Како се формира рейтингот кај шахистите? Врз основа на одиграни, освоени места, клубски репрезентативни настапи? Не, постои, таа е една малку комплицирана формула за гледачите, полесно да биде разбирливо. Двајца луѓе кога играат, постои некој очекуван резултат. Тие во старт имаат своји бројки. Разликата помеѓу тие два играча представува некој одреден број. Ако вие имате повисок рейтинг од мене, очекуван резултат е дека ќе ја добиете партијата, меѓутоа практично треба тоа да се гледа, например, во меч од 10 партии. Например, баш очекуван резултат од 10 партии ќе биде да ме победите 7-3, разликата од 7-3 иде на контото на едниот и на другиот плюс или минус. Ако биде повише од 7-3 иде на ваше конто. Доста комплицирано, да не. Малку е комплицирано, така да треба да бидете во игра за да. На шахот како можноста за мотивација на младите. Денеска мојата прва перцепција е шахот меѓу пензионерите. Тоа е своједно хоби во кое се внесува невообичаен дух на надпревар меѓу возрастните. Дали и на каков начин? С оглед на фактот дека Алкалоид направи една лепеза на шаховски школи кои ги водите вие велемајсторите. Дали има интерес? Дали можете да ги едуцирате? Дали можеме да ги анимираме младите? Знаете како, одукативно се гледа дека во Македонија шахот некако малку каска зад Европа. Зашто е тоа така? Затоа што постои еден вакуум каде што беше помал интересот за самата древна игра. Алкалоид пред 5-6 години направи една нова стратегија, значи работа со јуниори и јуниорки, каде што работата ја подели на неколку шаховски школи кои што функционираат оделно една од друга, независно една од друга, меѓутоа сите се под капа на шаховски клуб Алкалоид. Ние работиме со децата и интерес постои. Меѓутоа постојат многу пречки кои што денеска едноставно ја чинат таа работа многу потешка него што би требала да биде или него што е во некој друго поднеби. Што значи тоа? Тоа значи дека прво шахот не е доволно исплатлив. Луѓето не гледаат во шахот економска перспектива, например, као што гледаат у некој друг спорт, например, као фудбал, добро, ама јас кошарка, како родител и родителите веројатно треба да ја сватат вештината на шахот како развој на способностите, на формирањето на карактерот на младите, на интелигенцијата. Денеска младите, ја гледам и по моји внуци на начин, цел божи ден се на компјутер. Тоа е на одреден начин една електронска шаховска варијанта. Ако за тоа се заинтересирани, зошто да не ги привлечеме во играта со древните фигури? Самите одговоривте.
Вие рековте, ја како родител, тоа ви беше првата реченица, вашето дете ќе го гуравте у шахот. Меѓутоа, после рековте, вашите внуци, значи вашите деца, на нивните деца не го гураат више шахот напред. Постојат некои други интереси, некои други нешта кои ги преокупираат. Децата доаѓаат, постојат и таленти. Некои играат пристојно, убаво. Значи, интересно е да се гледа кога некој дете на 8, 9, 10 години, што е веќе малку и доцна, меѓутоа на 8 за врвни резултати, меѓутоа кога ќе видите дека ќе може да искомбинира нешто, дека мисли на тоа или дека откако ќе заврши, да кажеме, тренингот, да каже, можете да ми објасните ова и ова. Едноставно, вие добивате волја да поработите со него. Шахот многу влијае на нивното нормално и здраво расудување во школа. Шахот влијае да може да донесуваат одлуки правовремено и брзо и едноставно шахот помага во психички и ментален развој на детето. Меѓутоа, заради тоа што кај нас едноставно не е доволно посветено време на шаховската игра, не е посветено ни време, ни простор. Така да А да прашам, дали се прават, тешко се например, изредува. училишни клубски игри или училишни турнири? Зашто мислам дека во 2-3 спорта генетиката на регрутирање на играчите е практично во Така во треба да биде. училиштата. И Така треба да ракомет, биде. и кошарка, и па и така атлетика треба да и биде. така натаму. Меѓутоа, кај нас постојат такви надпревари каде што децата од училишна возраст доаѓаат и играат. Меѓутоа, знаете како иде таа? Половина од нив идат да губат часови. Од другата половина можете да излечете некое талентче и од онаа последна четвртина можете да најдете навистина материјал кој што нешто ви наплюса. Тоа го гледам малку од професионална гледна точка, да направам добар играч. Не мора да биде тоа целта. Меѓутоа, едноставно ние немаме доволно капацитет, доволно луѓе кои што ќе ја пропагираат шаховската игра, кои што ќе му кажат на младите дека е тоа нешто интересно, дека не е све во некој друг спорт со топка или што ја знам. Нажалост, тие најубавите спортови во нашата држава не се доволно ценети. Пливањето, кое што е феноменално за физички развој на индивидуа, не е доволно застапено. Шахот, што е добар за ментален развој на човекот, кај нас се застапени овие спортови од големата четворка, тие се фураат напред и тоа е тоа. Јачуваш, како јавна личност, прашувам, кога ќе ја чуете нашата новинарска символика, се игра шаховска игра, за и околу Македонија се разместуваат фигурите, која ви е асоциацијата, што вие од аспект на комбинаторики и на шахот ги доживувате како наша, да речем условно, символика на застрашување или символика на игра на големите дронови? Не би сакал никош да ја доведам оваа прекрасна игра во споредба со политиката, пред се затоа што сметам дека политиката е принципијално валкана, не зборам за наши услови, зборам воопшто. Меѓутоа, сите тие потези што се влечат од страна може да ги повлечат само големите. Некогаш шахот бил кралска игра, затоа што не можат луѓето кои што нема доволно средства да си ја приуштат да идат да се шетаат и да играат. Така да и овие потези што се мрдат, ги мрдат некои други од страна, каде што ние немаме практично влијание да промениме нешто, ќе биде онака како што некој ќе ги мрдне работите, а ние да се надеваме дека нема да ја загубиме партијата, само тоа. И благодарам многу. Тоа беше, поштувани гледачи, Драгоју Крачимовиќ, велемајстор и еден од водачите на шаховската екипа на Алкалујот, која беше европски првак и на последниот европски куп беше меѓу првите 3, што е уште еден успех на организацијата и на системот на организирање на оваа игра и во Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Поштувани гледачи, почнува практично овој политичкиот дел на отвореното студио. Мислам дека во предсобранието или во собранието е нашата Весна Велкова. Тамо би требало мандатно-имунитетската комисија да се позанимава со прашањето дали екс-премиерот Никола Груевски, како осуден на 2 години затвор, ќе ја издржува казната во Идризово или
ќе се одиграат адвокатско, да речем условно судските игри, па ќе му биде пролонгирана. Весна, повели. Чумовски, само пред да почнеме на оваа тема што ти ја најави, да кажам дека по оставката од генерален секретар на Унијата на жени Лилијана Затуровска, оставка си поднесе и Лилијана Кузмановска, подпредседателката на Унијата на жените. А сега ќе го продолжиме она за што јавноста се интересира, односно преку твоето прашање. Значи, во собранието е започната процедурата за одземање на пратеничкиот мандат на пратеникот Никола Груевски, поранешен премиер на Македонија. Значи, овде со мене гостин во емисијата е председателот на Комисијата за мандатно и деловнички прашања Павле Богоевски. Господине Богоевски, вие како председател на комисијата имате одредени задачи. Која е вашата прва задача? Овака сега, значи целата постапка започнува со моментот кога известувањето од судот ќе стигне до председателот на собранието. Тоа се случи на крајот на минатата недела. Вчера председателот ми го препрати на мене писмото како председател на комисијата за деловнички и мандатно имунитетни прашања и од тој момент почнуваат да течат роковите. Денеска е првиот ден по примањето на писмото и како председател на комисијата имам обврска во рок од 15 дена да свикам седница на комисијата за деловнички и мандатно имунитетни прашања. На таа расправа ќе се утврди предлог заклучок кој потоа ќе биде проследен до собранието каде по него ќе се расправа на пленарна седница каде што ќе расправат сите 120 пратеници. За заклучокот биде усвоен во рамки на самата комисија, потребно е за истиот да гласаат мнозинство од вкупниот број на членови на комисијата, односно 6 од вкупно 10 членови на комисијата, колку што имаме. Но, кога тој заклучок ќе отиде на расправа на пленарната седница, за да биде усвоен, за него треба да гласаат 2/3 од вкупниот број на пратениците. И сега овде би сакал да направам едно многу големо разјаснување и за гледачите и за вас. Значи, неколку пати во текот на последниве денови ми се јавија и новинари, од јавноста добив прашања дали сега се расправа за некаков имунитет за пратеникот Груевски. Ќе одговорам не. Значи, не постои таков имунитет кој штити било кој пратеник од кривичен прогон или од ослужување на казна. Сега расправаме за тоа дали додека ја врши казната, да продолжи да биде пратеник во собранието на Република Македонија и само за тоа. А деловникот на собранието и уставот на Република Македонија познаваат две ситуации во овој случај. У првиот случај, доколку е пресудена казна затвор поголема од 5 години, во тој случај мандатот се одзема по автоматизам. Односно, само се констатира дека има толкова казна, се проследува, тоа се усвојува и мандатот се одзема. Но, сега станува збор за вториот случај. Односно, пресудата е помала од 5 години и прашањето што се поставува е дали таа пресуда го прави недостоен за вршење на функцијата пратеник. Тоа е тоа што ние ќе треба да го тврдиме прво со обично мнозинство во комисијата за деловнички и мандатно имунитетни прашања, после тоа и со 2/3 мнозинство на самата пленарна седница. Како што реков, рокот е 15 дена и јас можам да изјавам дека тие рокови ќе бидат запазени и комисијата ќе се заврши својата работа. Кога може да очекуваме дека ќе биде закажана комисијата? Во наредните 15 дена. Господин Богоевски, сакам да кажам, сакам да прашам, какви се шансите да се обезбеди тоа 2/3 мнозинство на пленарна седница за одзимање на овој мандат? Рано е да се зборува за таа работа. Прво треба комисиски да ги расчистиме обврските што ги имаме, па после тоа да продолжи на расправа тој предлог заклучок на пленарката. Не би зборувала во овој момент колку гласови би имало за, колку гласови би имало против и мислам дека веќе стана очигледно дека се до последниот момент никој не може да прави сигурни проценки за тоа колку гласови би имало или би немало. Али во секој случај очекувам да имаме плодна расправа, да ги соочиме аргументите и конечно почнеме да дискутираме за оваков тип на прашање. Време е веќе. Чумовски, дали имате некое прашање? Не, би било непринципиално преку тебе да му поставам прашање на Богоевски, но тебе сакам да те прашам. Ова жениве се оддалечуваат од Мицкоски, Рангелова, Кузмановска или? Па неофицијално дел од нив во разговор со нив нели ми кажа дека не ја напуштаат партијата, но очекуваат ново раководство. Кој би го заменил Груевски доколку му биде завршен, прекинат мандатот? Па доколку му биде прекинат мандатот,
Веднаш по него е Ѓорѓи Камчев. Ѓорѓи Камчев треба да го заземе неговото место, односно да стане новиот пратеник, нели, доколку му биде одземен мандатот на Груевски. Имаше две солуции кои јавноста ги третираше. Едната е дека местото на Груевски, на пратеникот Груевски во парламентот поради престојните обимни обврски и така натаму, а втората дека е нешто врзано со неговиот докторат. Колку што јас знам, тој докторатот го одбрани на економскиот факултет, а магистратурата ја презентираше пред МАНУ, членовите на Македонската академија на науките и уметностите, што беше своевиден безпримерен гест на настап на еден магистрант пред доајените на Македонската академија. Постојат ли уште во новинарските, во собраниските кулуари вакви собитија, зашто на Груевски не би му бил одземен мандатот? Еве тука со мене е се уште Богоевски, па можам да го прашам него. Господине Богоевски, според сите оние судски постапки што ги бара адвокатот на господинот Груевски, две постапки се да не му биде одземен мандатот. Првата е дека има обврски во собранието и втората е поради неговиот докторат. Какви се овие шанси? Не би сакал да коментирам за тоа, само би сакал да го повторам тоа што вие го спомнавте. Првата работа е дека доколку му биде одземен мандатот, има кој да го замени, така да пратеничката група и гласачите кои што гласале за нивната опција може да бидат спокојни дека нивните интереси ќе бидат представени во собранието, а не би сакал да го коментирам делот со докторатот, тоа си е негово мислење и негово барање. Ви благодарам на разговорот. Весна Велкова, ти благодарам. Тоа беше нашиот репортер од собранието во разговор со Павле Богоевски, председател на Комисијата за мандатно-имунитетски прашања, во очекување и разврска на дилемата дали Груевски ќе заврши во Идризово или привремено ќе се спаси како некои негови претходни премиери. Поштовани гледачи, што туку го испратив, можеби на моменти ја видовте мимиката на заминувањето на мојот претходен гостин, со кој го отворив денешното студио, Драгомир Пјачимовиќ, велемајстор, еден од водачите на шаковскиот клуб Алкалоид, со неговиот, иако се тие незадоволни, релативно добар успех на Европскиот шаковски клуб, Алкалоид инаку веќе еднаш го имаше освоено. За некоја минута би требало да следуваат вестите, а до тогаш погледајте меѓу другото Форшпан што ќе гледате и што имаме намера уште да објавиме.